Ова е проектот кој што е изработен по предметот компјутерска графика, напреден курс. Значи во овој проект вметнати се неколку елементи. Едниот е риба. Рибата е креирана со помош на полигон. Првин е едната страна креирана, потоа е другата страна клонирана на незе. Опашките се креирани со помош на издолжување на последните полигони, не се додавани како нови сегменти. Единствено како нови додадени се очите, за кои што претходно се направени сокети. Тревите се добијани како полигони. Оваа трева има одредена транспарентност, оваа нема. Секој лист е посебно креиран, потоа е направена унија од нив, исто како и кај каменот тука. 4 сфери кои што после се спаени. Овој камен исто е изработен со полигони, со кат низ него, со цилиндри е сечено низ него за да го добие тој лик. Грнето е креирано со крива линија која што е ротирана за 360 степени за да го добие тој завршен лик и вдлабнатината во него. Аквариумот е креиран со одземање на два квадари, помалиот од поголемиот. Добиваме некое стакло со одредена дебелина, кое што е многу транспарентно и има одредено прекршување на зраци, за да има доста реален изглед на стакло. Капакот е едноставна конструкција, два полигони споени, и водата внатре во аквариумот е добиена со Ocean Shader, со мали измени на транспарентноста и незината боја. Осветлувањето внатре во аквариумот е Arialite, бело светло и со поголем интензитет, додека осветлувањето надвор од аквариумот е Ambient Light, кое што е лилјаково и со многу слаб интензитет. Еве го изгледот како би бил. Тука имам додадено и две камери. Еве го погледот од едната камера. Сега кога ова е добро, можеме да пуштиме да се рендерира. Рендерирам со метод Mental Ray. Ова е тоа, со еден единствен проблем. Се јавува разлика во овој дел, која што разлика никако не можем да ја разрешим. На рибата додадени се зглобови со цел да направам анимација. Пробав, или анимација има, меѓутоа е далеко од некое реално движење, за кое што најверојатно треба и поголемо искуство.
Иначе анимацијата е правена со одредување на точки по кои што треба да се движи рибата. Тоа би било тоа.